И еве го сега Бабунски по левата страна, додавање до Бошковски, да видиме што ќе направи. Ја влече топката, повторно враќа до Марковски, Марковски до Бабунски, диагонала до Шакири, Шакири на крилна позиција, додавање до Саша Чирич во 16-никот, волеј шутира и гол! Македонија води со 1-0, а ретка започнува точно сега. Роден е на 11 јануари 1968 година во Куманово. Богатата фудбалска кариера ја започна во Слога од Уминдол. Има настапувано и за екипите на Металург, Пелистер, на 2 пати за Вардар, каде што има изиграно 66 надпревари и има дадено, замислете, 76 голови. Има играно и во ЦСКА од Софија 14 настапи, 18 голови, Арау Швајцарија 25 настапи, 16 голови, во екот на кариерата настапува во 4 екипи од Германија, Нимберг 45 настапи, 22 голови, Тенис Борусија 32 настапи, 14 голови, Ајнтрак Франкфурт 25 настапи, 11 голови и потоа повторно игра во Нимберг 47 настапи, 21 гол. Кариерата ја завршува во 2006 година во екипата на Офенбак, каде што има изиграно 32 надпревари и има дадено 12 погодоци. Треба ли поголема најава од ова? Една импозантна бројка, секој фудбалер ќе подзавиди. Дами и господа, Саша Чирич во Редкаст. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Ова го најдов од интернет, да ти кажам, морав да го читам затоа што имаш навистина една богата фудбалска кариера, си се изнаиграл, алал да ти е. Бога ми доста. И ја да ме прашате сега, нема да ги знам точно бројките. Стано е големо обсежно и така, ја ќе мора да се подсетувам некогаш да. Дека добро се напишани, да не промашли. Предпоставувам, затоа викам, ја веќе не ги знам тие. Ова ме баш ме заинтригира. Во Вардар 66 надпревари, 76 голи, си сутепал од голови. Да. Се погоди, ние тогаш беше лесно за нас. Ние бевме у таа нова лига, Македонска лига, едини што дојдовме од прва Југословенска лига, така да го задржавме целата екипа. Се она што беше најдоброто тогаш во Македонија и нормално игравме со екипи кои првпат настапуваат на повисоко ниво. Лесно ги добивавме надпреварите со 7, 8, 9, 15 гола, дадовме 15 дури на Вардарски на еден надпревар. И сега тука јас се искристализирав како некој голгетер, иако тогаш не играв у шпиц, него играв како везњак. Меѓутоа искористив таа можност и 2 пати тогаш ги освојав првите тие 2 златни копачки во Македонија. И тоа е златна копачка на ниво на Македонија и тој рекорд од 36 голови се уште до ден денес не е надминат. Никој не го надмина него. Бога ми, не знам и у Нимберг дали некој тоа. Ама таа година тогаш додека бев во федерација зборевме дури со УЕФА и ФИФА со луѓево, Платини беше тогаш. Зборевме ти на Дарко му дадоа златна копачка, накнадно нели му ја дадоа пошто не беше доделувано тогаш. А ја за таа година, за 93-94 јас бев сребрена копачка на Европа. Не се доделуваше тогаш, а 95-6 бев бронзена копачка и пак не ми ја доделија. Така да има и бакарна копачка. Со бројките бев статистички бев на таа листа, меѓутоа не се делеа тогаш награди. Саша, супер, би сакал прво да те прашам за детството малку, после ќе навлеземе у фудбалов и сите овие импозантни бројки што ги кажуваш, и голови, и копачки. Кажи ми, тука прочитав, роден си во Куманово? Да. Во градот или во некое... Јас сум роден во Куманово, меѓутоа јас доаѓам од Ново село Кумановско. Тоа е едно село помеѓу Скопје и Куманово, ние велиме стариот пат преку Рачиново што оди, така на половина пат меѓу Скопје и Куманово сум. Так. И таму го поминав и моето детство. Таму предпоставувам почнуваш и да се бавиш првите, нели... Сега не првите фудбалски чекори како што сите мислат, тоа е малце интересно кај мене. Да речем, јас до 8 години останам во селото, ја заврши, после нормално гимназијата ја продолжи во Куманово и тогаш почнам поактивно да се бавам со ракомет и кошарка. Да, прочитав негде, и висок си, доста вака изгледа кошарка. Активно учествував и така некако кошарката, да кажем, беше некој приоритет за мене.
Меѓутоа, често кога се вратеа во село, секогаш им фалеше некој за надпревар од таа лига, што беше тогаш, Југославија, ние збориме таа селска лига, и се им фалеше по еден играч, и ја така чак пат и подигрував, така да затоа се води дека сум бил, мој прв клуб е Слога Уминдол. Слога Уминдол. Таа беше втора, трета или некоја Југославија беше задна, последна лига, не знам која беше, лига. 7, 8, 9 И лига. коите, дали родителиве те поддржува? Знаеш, обично некој има у тоа време Југославија, ајде фудбалер, земи таму учи Не, за не. доктор, за инженер. Знаеш, мислам како татко ми доаѓа се исто, построго. татко ми доаѓа од спортот, тој беше у нашиот клуб беше голман на времето. Така Значи, си имал и јас целосна како поддршка. стварно малечок имам гледал многу надпревари, да кажем, против Силекс. Мојата екипа играше против Силекс, има играно и стално си ги деревме. Они ни беа стална муштерија. Со Дзинко многу пати си имаме шалено на таа тема, пошто он знае за тоа. Али они дава поддршка да би, за спортот било што. И јас никогаш не сум размислувал дека ќе бидам фудбалер. Меѓутоа се погоди негде на така 17 и пол години, по некоја случајност дојде в Дончевски кај нас на село. Имаме таа селска слава 22 Ништо не е случајно, да знаеш. 22 мај е Свети Никола летна кај нас и он како гостин беше во една пример, фамилија, да. И на тој турнир што се секогаш игра таму, има ваѓа видено мене. Ти даде едно 20 гола си. Ганза, може би. Знам дека преку тој пријател кај што беше на гости, со татко ми сконтактирале, заврши школската година и татко ми вика, окей, треба да идеш вика у Скопје на проба. Ја викам, каде на проба? Он вика, во Вардар. Ја викам, па Вардар нема кошарка. Не е кошарка, вика фудбал. И ја викам, не. Јас фудбал не. Но како, знаеш, те чекато, не бе, викам, тато, ја фудбал не играм, не е тоа за мене, не. На сила, што се вика за уво, сега не баш така не фигуративно, за уво на тренинг. И мојот прв тренинг воопшто На градски. не поред градски, на старото. Добро. Оно за кое жалиме сега моментално, на тоа игралиште, мој прв тренинг беше на 18 години и 6 месеци. Значи ја пред тоа никош не сум тренирал. Да, имам играно. Некако 18 Да, години никош не сум играл во младински лиги, детски лиги, никош не сум тренирал. Директно влезе. Да. Тие утакмици неколку што имам за селото играно, окей. И доаѓам на прв тренинг и влегов во таа 86-та златнава генерација која после таа наредна година ја освои таа прва титула во Југославија. Ако знаете таа Шајбер титула што беше проблематична. Значи легенди, Васил Рингов, неприкосновен, Дарко Панчев, Тони Саевски, Цапар Канатларовски, Вујке Станојковиќ. Значи чудо од екипа. Да, нормално. 3 дена ја тренинг, ми вика, се сеќавам прв момент, ми вика Дончо, ај вика загреј се. И јас ја гледам како да се загреам, јас никош не сум се загревал во фудбал, јас другачија, ракомет или кошарка другачи загревање се. Гледам, копирав што прави овој до мене, ја тоа го правев. Ти се снашал? 3 дена таму на проба, Добра 4. кондиција вака, нели кондициони Добро, тренинзи. 18 години, Спремен, полетен. Ја тренирав, да, и кошарка, и ракомет, и чак пат фудбал, кој играш, више си спремен, ти има кондиција. Може би не за тоа врвно ниво. 3-4 дена тренинг, ми викат, окей, утре да дојдеш да потпишеш договор стипендиски. Викам, добро, си мислам ќе дојдам. Ја автобус од дома, тато викам, не, тие се јавуваат од дома, каде е за наредниот ден, каде е Саша да потпише договор? Не, викам, не идам. Татко ми пак за уво, најде од комшијата со кола, ајме за Скопје. Добро, Канцеларија седнав, јас уште не сакам да потпишам. И тоа беше Часлав Божиновски, беше директор. Не сакам. Војска беше ли војска? Како? После тоа. После тоа потпишот. Така. И Часлав Божиновски беше таму, и он како директор, ја викам не потпишувам, но гледам таму 1000 марки. Викам, че тоа не зема толку паро за мене, викам, да, месечно. Ќе потпишам, викам тогаш, па си мислам, ај година две ако не иде, ќе се вратам пак на кошарка фудбал. И така останав. Фактички така дојде во фудбалот, по некоја случајност. Што ти викаш, нема никоја случајност. Да. Сега да се навратиме, значи првиот клуб ти е Слога Уминдол. Уминдол. Да, кој имам настапувано тие утакмици. Не сите, значи од време на време имам таму настапувано, кој им зафалеше некој играч. После одиш у Вардар. Вардар и одма после 6 месеци од таа златната генерација немав место. Нормално не очекував дека ќе заиграм нешто, никогаш не заиграв тие 6 месеци, трибина, една утакмица бев со будуќност на клупа и ми не дадоа, тоа се даваше на позајмица. И у Металург. Саша Милошевски не пушти у Металург и мислам дека права одлука беше тоа, затоа што ја го немав, ја отидов од 0 на 100. Од ништо во најдобра југословенска лига тогаш. Така да ми фалеа тие скалила, помеѓу скалила, да напредувам чекор по чекор и затоа Металург добро ми дојде.
Прво бевме трета лига, меѓурегионална лига, одма влеговме во втора лига, значи уште една година во втора лига и тоа така почнав да стекнувам искуство, додека не заврши втората година и тогаш од Вардар, тоа е сега малце болно, тоа вика од Вардар објавија у весници, значи нас не ни кажа, пошто ни завршуваше тој стипендискиот договор. И само прочитав му весник, вика од Вардар изјава дека Чирич и Милошевски се неталентирани, вика не рачунува нив, може слободно да сидат. Пази, не ни кажа на нас. Сериозно тоа у весник изјава? Да, весник. Од весник прочитавме ја и Милошевски. И која дал таа изјава? Директорот официјално беше тоа, така да окей. Добро, супер. А тоа бев уште задни тренинг за Металург. Ти отида у Пелистер. Да, и пази се интересно, идеме со Саше дома кај мене, јас живеев во автокоманда таму блиску. Сале викам, што правиме сега, бе? Кај ќе одиме? Нема екипа, викам, не знам. Викам, имаш некој тренер, знаеш, а јас сум од село, ти од Скопје си знаеш, некој тренер или нешто она. Вика, чекај да видам, и она тефтерчињата, знаеш, порано. Да, тефтерче и врти, Читапот. И вика, овде пише, вика, еден тренер, Џоко Хаджи, вика, не знам како се презива, вика, да. Он го запиша, ама не знае кој е. Врти му, вика. И он му врти на искра. Крап. И го наоѓа Џоко да дома, чудо беше тогаш. И го наоѓа, добар ден, Џоко, и он вика, да, тука вика Саше Милошевски. И он вика, а кај си бе Саше, вас те барам вика под дрво и камења. Да не знаеш вика кај другиот Саше, вика Чирич, вика до мене. До тебе. Фаќајте одма автобус, кола, ништо ќе платиме све право за Битол, одма сега. А Ѓоко Хаджиевски е битолчарец? Битолчарец. Не. Он е од Ресен. Џоко е од Ресен. Али е женет и живеел, беше у Пелистер, беше тренер. Тој период е тренер во Пелистер. Ве зима таму и почнувате да правите... Колата ние таму, одма подпишавме. Тогаш Џоко, значи, за мене најмногу придонесе за мој развој, фудбалски развој. Так. Значи, тој што ме научи за фудбалот, тоа е тоа што, денеска го имам постигнато. Да, пишува дека си прераснал во огромен голгетер и водач на екипата. Да, полека се искристализираш, знаеш, кој ќе почнеш да даваш голови и... Сте стигнале до четвртфиналето во Купот на Југославија, каде сте биле поразени од Хајдук. Не четвртфинале, полуфинале. Тука четврт пише, срам да е. Ќе ги поправиме. Да, извини, четвртфинале, така. Купот на Југославија. Со Хајдук иравме, да. Тогаш првпат истрчав и го на полјот, првпат истрчав да го осетам прволигашки фудбал. Ние со Пелистер летаме авион, првпат во авион летам. И тоа, она авион ни дадоа војни авион не со седиште, него со таска и си тие за закачување. И ние не знаевме првпат, ја не знаев, ами другите не знаев. Седиш бочно нели вака и како полет авионот, пола екипа у ќошок, отиде у ќошок доле у репот на авионот. Пинг-понг. Излеговме на полјот, кога видовме што терен е ова, видено чудо за нас. По трибини, сала за загревање, вештачка треба има теренче по трибини. Ние се утепавме од лупање, трчање, oraње. Пред утакмица се утепавме од лупање по тоа кабините таму. И после на теренот излеговме. Колку изгубивте ли? Како беше нарешено? Ќе ти кажам, кој не подбра статива пречка у голман, даде гол, мислам дека даде штима сега, не се сеќам сега, 1-0 за нив, пак статива пречка. И 80 минут они притисок, ние на контра, ја од центар сам према пралија голман, према него. И како трчам од центар, трчај, никој да стигнам до голот, тој голем стадион. Добро, не се исти стадиониве тука и таму. Не, има од 90 до 120 метра. Да, знам дека има некој протокол, кој има, да, некој 90, направи некој 120, овој баш 120. Ова е од најголемите. Дојде до 16, Грч ме фати више пред 16, не може да стигнам до гол. Му е запука пуна? Да, 1-1 завршивме. 1-1. Добро. Да, и наредната недела требаше во Скоп, во Битола, реманш се игра, да. И нас ни фактички да држиме тоа, ние идеме дале. Што реално гостите да изиграш 1-1 е предност за домашниот. У Битола среда на преворот треба да се игра, наредната среда. Ние у Преспа таму на карантин, тргаме на утакмица и само што стигнаме у Битола, јавуваат, вика Хајдук не можел да полета, не време бура. Сплит се одложил. Да. И сега службено ние добиваме. И одиме ние у полуфинале. Спартак Суботица, нив ги тепаме со Звезда у финале. И навечер се јавуваат од Белград. Се знаеше тоа фудбалски савез Југославија. Ало, она Хајдук сутра долази. Да, ајде дилете утакмица. А народ имаше пун стадион. А вие веќе славите тука, готово, ајде. Нареден ден се игра утакмицава. Пак се напуни стадионот, препун. Стадионот. Порано имаше, да, и за тоа ќе позборуваме за... На Врби беа горе тоа на... Имаше многу публика порано. 1-0, ние победуваме
1:0. Вие поведува. Да, го даде дали Деви Главевски или Коки Аврамовски, не ме фаќа, се не ми текнува. Не и ни знамо, 1:0, вие сега ќе ги 1:0 кажеш, за нас. 1:1 ни изначуваат и ја давам гол неде 67, 8, 9 минута, 2:1 водиме. И фатички ние се одиме во полуфинале. И сега држиме и 87 минута и тоа ние напаѓаме, ние го притискаме Хајдук, две шанси чисти имавме и они ни прават контра, место ние да се браниме. И Кознику тогаш играше за нив, за Хајдук. Кознику од контра ни даде гол 2:2 и со тој гол повише у гости. Така е, да. 2:2 и Хајдук отиде у полуфинале. 5-6-0 ја тепа. Фактички вие и не сте изгубиле, ама со голот што Спарта го тепа 5-6-0 и у финале Звезда ја тепа 1:0 И они стана- задниот куп го освоја, они го освоја задниот куп на Југославија. Бокшич го даде гол тогаш. интересно многу. Да. После Пелистер што се случува? После Пелистер, Џоко, значи ја 2 години бев таму, после година и пол Џоко замине у Вардар, значи на полусезона, го зема него. И Џоко одма на крајот на сезоната, Сашо Милошевски и Чирич у Вардар мора да дојдат. За да се врати. Фактички Вардар ме пушти, не избрка. Па нели не бевте Наводници. талентирани? Не, као не талентирани. Сега, И чекај, после плати, дебело платија. Дебело платија. Им наплати се. Мислам дека 70.000 марки тогаш беше, тоа што време. беше многу, да, и 3 играчи. И 3 играчи отидоа за Битола. Саша, ти покрај И се врати овој назад. спортов и бизнис гледам дека те бива вака. Сега полека, Знаеш да си полека. наплатиш? Да. Па нормално. Не, тие 70 не е ништо за мене, тоа е за Пелистер. Тоа е како Тоа е обештетување. обештетување. А за тебе што има? За мене, добро, Сончоглед. тогаш беше друго. Не, добро беше тогаш. У тоа време Југославија, Вардар добро функционираше. Се плаќа ли тогаш фудбалери? Плаќа, да. Тогаш беше чичко. Сега на пример не се споредува За со мене овие не- суми што ги Да, зимаат. легендарниот председател на милионски суми зима. Не. Сега не зима така, да речеме. Овдека Не, зборам на светско Општо. на глобално ниво. се имати тоа, у моје време немаше, ова што е денес Тоа сакам да кажам, пошто стана бизнис фудбал. Ненормално претерано, меѓутоа од таа економска страна и исплатива работа. И од друга страна па си викам зашто да не зимат играчи, затоа што клубот заработал па на нив милиони, нека заработуваат и тие. Ова маркетиншки денеска се што се продава по свет, тоа е чудо. Ја после ќе ви кажам за Нимберг, ја колку наплати, ако ми рекоа колку платиле за мене од Швајцарија. Да, имам некои податоци За тука. месец и пол ги извадиле тие пари. Кој ми кажа како, тоа сватив што е тоа бизнис во фудбалот. Да, ќе ја објасниш малци на публиката, пошто уште не ни е јасно и мене искрено не ми е јасно, ali знам дека од реклами многу се заработува. Од продажба на продажба артикли, на да. карти. Проста математика ми рече тоа од математика, ама таму фен се пунат шопот стадиони. и тогаш видов Колку е во Англија една карта у фунтиеве да речеме на не знам Англија, Премиер Германија лига. се од 20, 30, 40 евра фунти нагоре. Да. Кој ќе напунат 80.000 Време гледачи. да кажеме еве у Нимберг или Дортмунд, ти не можеш да отидеш на надпревар. За надпревар имаш 1000 карти за продавање. Другите 70.000 се више Купени. годишни карти Така, купени, некои тоа си да, ги- они пред време ги зимат тие. Така, 70.000 зимаат како на годишно си имаат. карти по пута 17 надпревари, пута толку евра, рачунај ги колку се, они колку милиони зимат више у старт пред време. Сега кога се врати со Ѓоко Хаџиевски кој од Пелистер ве повлекува назад во Вартар, тука ли ги постигнуваш тие фамозни, колку кажав, Не. 67 гола? Прво се враќам во Вардар во прва лига, југословенска. Тогаш задната година делом на Југославија, без Хрватска и без Словенија беше, се играше. Мој прв надпревар беше за Вардар, тогаш беше против Звезда, така се поди прво коло, Звезда негде почеток на август, а Звезда месец дена пред тоа ја освои Лига на шампиони тогаш во Бари. Тоа е таа генерација Дарко Замена со Савичевиќ, со Просинечки, со сите тие. Така, со кој игра? Со Југовиќ. Бајер Михен во Со- финале или? Финале не, игра со Олимпик Марсеј. Со Олимпик на Марсеј. пенали. Даре го даде баш задниот пенал. Победнички одгол, да. Да, и тогаш фатички прв надпревар со шампион на Европа и ги затепаме Звезда 1:0. Бабунски даде од пенал гол. Прво цвеќе им дадовме пред надпреварот, па после си ги тепавме лесно и таа година ја одирав у прва југословенска лига. Тогаш Вардар бил многу јак. Како Беше, што зборат сите. да. Вардар беше и се уште институција за југословенски простори. Штета што му се случува тоа во последно време и за тоа ќе позборуваме. сосема друга Сега работа. сакам чисто хронолошки. Добро, Вардар завршува. И приказната. завршува сезоната и завршува Југославија. Тоест Македонија се отцепи. Не станавме самостојна држава. И ти одиш у Да, Бугарија. и не, првата година ја играм у Македонија. Во кој клуб? Исто у Вардар си Да, играм. си продолжи. Да, али у Македонскава лига прв пат. Така, да. И тогаш давам на 35 голови на
колку 30 на надпревари, 35 голови. И тогаш ќе добивам првата златна копачка. На крај на сезоната Ѓоко заминува за Бугарија, за ЦСКА Софија. И те викате. Таму беше бабунски и он ме зима мене и Значи Калц. ти и Ѓоко си имате една Да, постои онака врска кој соработка. ден денеска функционира и јас и ден денеска многу го ценам. Каде е сега Ѓоко како Ѓоко е сега во моментот во Саудиска Арабија, тренер? во втора лига да тренер. Он долги години таму во Арабија, во Емирати, Катар, не знам каде да Емирати, у секој Знае кај се парите. у тој период. Да, беше Па, у нормално. Јапан, освои лига на шампиони на Азија со јапонска екипа, така. Те зима во ЦСКА Софија. ЦСКА, ама ЦСКА. ЦСКА за мене е така една Колку си бил таму тука како пише? бев само 8 месеци, 7-8 Да, месеци. кратко Прекинем си бил. затоа за мене неуспешна епизода во фудбалска кариера. Јас лично, иако они се уште ден денес ме ценат, имам често гости од Бугарија кои доаѓаат се јавуваат и Христо навивачи. Стичков се знаеш? Се знам со Ицо, да. И со Бербатов. Да, Бербатов од Германија се знаеме, таму не го знаев, он е помлад од мене. Да, помлад Да, од таму него. го знам. Кај Тие играше други во легенди Германија? што се, не знам, Гиби Искренов е исто голема легенда, после Стоичков можеби најголема во Бугарија. Тој играше Па имаш заедно со еден мене, да. Лечков. Како бе? Лечков не играв со Нивната Лечков. златна генерација Да, која да, стигна трето, четврто место на светско Лечков, првенство. Сираков, Балаков, да. Се на Да, тие се, отвори, да, мајка. сите ги, да. Ама добре, момче. повеќето од нив се А македонци. Дуспа знаеш ли какво означава? Как да не знам бе брат, кој аз стига Дуспа е да. пенал, да знаете на български. Дуспа означава пенал. И тројца, четворица од екипа ги викавме маки, македонци. Они така се не викаат. македонци. Немам таму Не, студирано ние и нив, затоа- они се македонци. А, вие ги викавте, Да. пошто мене макето. И они мене, ја нив, пошто ти викам три четворици имат потекло се од Да, све избегани на времето. западна Бугарија, Да. тамо Пиринскиот дел, така тие се така. тие се осеќаат македонци. Благоевград. Тоа не го кријат они, да. Точно. Добро, значи со ЦСКА И прекинувам неде у февруари. Прекинуваш и одиш не ја во бива Швајцарија работа. некаде? Не, се враќам пак у Вардар, доигрувам Па, се тие враќам. 2-3 месеци, ги доигрувам сезоната и продолжавам после пак стартувам нова сезона. Колку години имаш тука во овој период? Тука више дојдов 26 години више бев. Добро, што 26. е реално некоја средна возраст за Да, фудбалер. да. Ја покушавав претходно да заминувам неколку пати. Да кажеме у Пелистер кога бев добив договор од Арис во Солун, меѓутоа не ме пушти Фудбалски сојуз на Југославија. Тогаш беше правило до 27 години не дозволува да се замине. идеш, Да, да. играчот се замине. Да, на легенди некои големи играчи ќе дозволеа, меѓутоа јас кој бев од Пелистер, така. Исто како и за другите, нема. И два ми пропадна таму, една се збореше да одиме за Белгија, не ме пуштија воопшто. Така да јака останав во Македонија и таа задната година фактички у Вардар тогаш го постави тој рекорд 36 голови, кој ден денеска е се уште не надминат. Така да кога заврши тоа сезона стварно беше веќе време да заминам полека за некаде во странство. И реши додиш. Али на полусезоната има интересна приказна на полусезоната во јануари кога е полусезона. Миленко Неделковски, тогаш беше он као менаџер, направи турнеја на Вардар. Менко Неделковски. Миленко новинар. беше, да, он беше многу активен во фудбалот. Он Браво. беше ја водеше Скопје, го водеше, меѓутоа и менаџерски работи некои. И они среди турнеја по Јужна Америка. Ние бевме прва екипа што замина на Јужна Америка. Бевме у Бразил, Монтевидео. Аргентина, и таму на крај Уругвај завршивме у Монтевидео. Да. Отидовме таму, тоа е чудо таму. За нас отидени од Македонија, Ја што мислам дека можеби немаме отидено нигде у Европа. Најсвета работа таму за нив е фудбал. Бразил, да е Аргентина. далеко многу таму, меѓутоа слетавме прво у Бразил. Правевте имавме турнеја, игравте пријателски утакмици, 4 надпревари беа договорени, 2 во Аргентина, 2 надпревари во Аргентина, 2 во Бразил. Прво слетавме во Аргентина и првиот надпревар беше со Ньюел Олд Бойс на Марадона клубот. И дојде ми сега и чекуваме. Марадона дојде. Замисли. Не беше така, А се знаеш ли со него вака? Не си со него не сум. А со Пеле? Не, со него не сум. Не го знаеш ни Пеле. Ама сигурно го знаеш Бекенбауер. Со него, да, и пријатели. И Мислам, пријатели, комуникацијски, да. Неколку пати телефонирано, имав некои потреби, да кажеме, со него, така, се консултирав, така, работи со... Добро, веќе со кога ќе одредени, влезеш да. во тој свет. Да. Друге, така. Да. И ти викам, отидовме Ньюел Олд Бойс, викаш, ај, пираме сега, ми од Македонија дојдени, 100 души да ќе има трибина. 21 публика, препуно тоа малечко стадионче, 20, пуно. Шо е ова? Ето е. Света работа е таму. Прв пат се возев, тогаш прв пат излегува
тие кои се повреди играч порано носила и се носеа. Тоа ќе изгледа преди тракторочиња малечки, едно како тракторче и позади ја стават, те стават Количка, тебе, да, те и те носат, да. И сега кој прв ќе кој прв ќе легне да го сликаме, да има тоа да се знае. Втори минут легна одма, ја одма, ја кукам, доктор, доктор, и тоа тракторче, биде. И они дигат мене, ме стават, и ме носат на кај клупова, ја станам и мафтам, тој ме слика, тој не е ангелов. А кажи ми, точно ли е тоа дека треба малци да се глуми? Дали имате некои часови по глума таму, да глумиш фаул, демек болка, има ситуации нормално, доста работи се менуваат. Кој ќе загусти на крај, важен ти е надпревар, покушаваш да го наоѓаш начин тоа времето да го што повише да го влекуваш, да. Така да има тоа, меѓутоа ја јако сум бил офанзивен играч, не сум таков тип. Јас сум селско дете, сум трпел и ќотек, знам да издржам све, знам и да вратам нормално. Треба да се биде цврст. Добивале врз мене црвен картон и јас сум некојаш добил за тоа, така да, али со тоа глумење тоа не било моја. Ја повеќе сакам фер игра сум сакал, така да. Така. До крај на кариерата ме знаат, сите ме знаат како таков играч. И јас те памтам као дете, те гледав еден гол на волей која му ја пукна на тој дали со Словачка или со Словенија, Серафимовски го има и голот на YouTube. Тие нафрлува, тие смируваш на Србија. Кради. Югославија се викаше така. Не знам, гол им даде од 20 метри, мислам, од 16-сетник уште понавака. Така. Свака част мајстор. Добро, сега се враќаш од таа турнеја од Јужна Америка, добро. Спремни и ми се јавуваат после 2 недели од Бразил ми се јавува екипава. Скаут некој те видел? Ме виделе таму, договор да идам таму јас. Во Бразил? Јас пак, авионот. Па за Бразил. Ама не одма, него после месец и по така, два. За Бразил пак сам, Сао Пауло, слетав у Сао Пауло, вика, тука е градчето, вика, одма близко до Сао Пауло. Вози, 9 сата, 10 сата, вика, шо е ова? Па прв град, вика, најблизо град, огромна земја. Огромна е, да. И Пирасикаба, така се вика тоа градчето Пирасикаба. 15 новембар, 15 ноември екипава се вика, таму 7 дена, 8 бев на проба, вика, окей, супер, подпишуваш. Први европљанин што ќе игра во Бразил, обично бразилци, ја ќе бе прв таму. Браво. Ја подпишувам предоговор, пресконференција од новинари собрани таму, од кај доаѓаш Македонија. Македонија, каде Македонија? Ја објаснувам, тука е Балкан, Европа. Не зна, да. Ја екс Југославија. Југославија. Тито, да. Знаат, Бразил, знаеш, фудбалска земја Југославија била, одма знаја тоа. Добро, им објаснив. Ја чекам уште 5 дена документи од Вардар, не ми ги пуштат. Тогаш требаше ти дадат документи слободни и да ти дадат зелена карта, зелен картонче да подпишеш таму. И зашто? Не ми пуштија. Зашто? Ме обидува да се вратам, да се доигра финале на куп, овона, па после на крај на месец отиде. И така ми пропадна Бразил. После мене, после 2 месеци отиде Петковиќ од Звезда, тој стана првиот што отиде таму, да. Играше долги години таму. Рамбо, го вика Рамбо Петковиќ, и долги години играше таму у Бразил. Ќе бев јас. Добро сега. Може и така требало, затоа што после веќе ти се отвора огромна врата кон Европа. Се вратив назад и заврши тоа сезоната, рекордот што го поставив и они цело време ме форсираа да идам во Франција. Наште клуб Валенсиен. Тоа е некоја трета лига. Не сакав ради нив, затоа што не ми дозволија ваму, јас сам си барав и надо преку некои врски. Сега тоа сакам да те прав. Имаше некогаш ти онака менаџер, све сам свој менаџер. Не, менаџер, со менаџери. Меѓутоа тоаш беа сите тие, имам јас за тебе нешто, не беа со лиценци, знаеш, тоа диво време беше така. Да. Меѓутоа ја најдов преку приведно преку еден македонец кој живее у Швајцарија, таму Шафхаузен. Тој донесе некој бразилски менаџер, тој бразилец по потекло живее таму. Преку него дојдов во Арау. Значи моја станица прва во Европа беше Бугарија, ајде, не рачунавме тогаш Европа. Арау, да. Арау беше. И таму отидов и 2,5 години кои ми беа права одскочна даска за Германија да дојдам. Така. Значи Арау се наоѓа во централен дел на Швајцарија. Таму имаш поминато 2,5 сезони. 2,5 сезони на своји 30 години. Од 27,5 до 30 години. Да. А на инсистирање на тренерот Феликс Магат заминал во германската Бундеслига во Нимберг. Значи од таму веќе доаѓаш во. Па тоа се речам Нимберг. Мислам дека Нимберг ти е онака во срце. Па и заедно со Вардар кулминација на твојата кариера. Заедно со Вардар
Значи, ја ги осеќам сите клубови за своји, и Пелистер, и Металург, за жал го не постои, и сите овие германски Металург не клубови- постои. Не постои. Ја играв у Металург, бе, Јоти ми Па беше. затоа што трети, ти си играл, Славе. до кај си го дотерал клубот, јас. Не, ја Па, сори, ја играв таму, јас сум го Кадети, дотерал. Заедно сме го дотерали. Не бе, супер си беа Металург до пред некој време знам дека беа у втора лига. Они Сега беа топ екипа во Македонија. Да. Играа во гледам Европа, сега многу стативите надпревари. ги тргнале там, све им Меѓутоа, тргнале. знаеш како, кој се повлече спонзорот, тога се повлече спонзорот, одиде, веќе нема кој да финансира. Значи без спонзор Саша не може Кај еден нас клуб не да функционира, Не, така? не. Не може од карти, еве гледам сега за Вардар, нели сопираат тие сезонски карти за да го спасат клубот, што е многу добра, нели, варијанта за клуб кој што нема јаки спонзори. Крпење. Ама крпен живот, само да? Да имаш пари за да платиш. Добро, зашо еве некои македонски видни бизнисмени, политичари не го дигнат, не го подкрепат, не знам, општина, град Скопје или самата држава, пошто Вардар е икона во Македонија. Нема дете или човек што не знае за Мислам Вардар. дека е Вардар сега жртва на едно политичко подкусување помеѓу Аха. одредени структури или Така. луѓе. Значи политиката си наоѓа пат да си тука е влезе во... замешана, сака да му Зборуваме помогнат, малку не сакаат. за тоа. Доделен беше на Самсоненко му беше дадено, му беа одврзени раце. Се му дадоа што може. Самсоненко, колку што знам, си отиде. Или Се отиде, меѓутоа он го дигна Вардар- многу ракометот. со парите од фудбал. Тоа е Така. јавна тајна. Сите знаат дека Вардар заработи од групите, кога влезе во групите, заработи голема сума, 5 милиони евра заработи. Сите тие пари отидоа во ракометот. Супер, направија дечки во ракомет успех, освоја Лига шампиони, 2 пати освоја. Да. Ама тогаш сите пари што деца од фудбал ги заработиле, отидоа за ракомет, станаа шампиони на Европа, што добија 500.000 евра добија А у за фудбалот се првиот. повеќе пари. Вардар влезе во група, скоро сите надпревари ги изгуби. Мислам еден само Ама беше 5 одира, милиона лет. ама 5 милиони дојдоа. Значи, можеше поиспатливо е фудбал Така, секако. Можеше да функционира Вардар уште со тие пари уште 2-3 години без проблеми, плюс продавање на играчи. Вардар не успе ни еден играч да продаде. Само пари се дава, нема никакви повртни средства. Како тоа работија тие таму, окей, не навлегувам, тоа е нивна работа, меѓутоа жално е за нас од страна што гледаме. Колку да сакаш да помогнеш после тоа, колку сакаш да му помогнеш на Вардар, не си више можност. Тие долгови се качува. Ја бев еден од тие што Феликс Маган што го спомна ти. Да. Тој после тренерска работа, тој беше пред 2-3 години во една фирма се вика Flyer Alarm во Германија и тие покрај своја делатност, приватен бизнис, тој газдава спонзорираше многу клубови и купуваше клубови, зимаше комплетно. Они го зема во Германија, во Вюрцбург, втора лига беа. Они се спонзор на женска репрезентација на Германија, значи на репрезентација на Германија, голем спонзор се. Лигата се вика Женскава лига под нивно име, го купија Адмира Вакер во Австрија. И ја Феликс таква работа Вардар. Океј, вика колку е, викам, да не знам сега, дуговите ќе проверам околу 2 милиони, мислам дека беа или нешто. Провери колку е точно, вика, кој ќе дојдеме ќе го земеме, не е проблем. Ја идам, разговарам, еден ден ми кажуваат 2 милиони, на еден ден ми кажуваат 3.200. Тоа е конечно и тоа Класична не е конечно, македонска. ќе има можеби уште некои дугови. Да, бе, Чека да, се кажете чека колку се, е да. па волку, Ја да. Феликс таква и така работа, вика Саша тоа е, вика не сигурно. Да. Еднаш вика така, еднаш вика така, никој нема ти дојде сега. Па нормално. А не знаеш што покриваш и на кого покриваш дугови. Што Плюс народ што ќе ќе се бе? отворат фактури, вика. Абе Така што да- народ ќе си бевме, бе, не знам Да, што жал. работа. Одиш од Арау од Швајцарија, веќе конечно стигнуваш Во на Германија. 30 години во Германија, во Нимберг. Нимберг тогаш е прва? Која? Втора лига. Втора Втора лига. лига. Ама вие правите да влезе во прва. Да, игра на судбина, јас доаѓам во Германија по игра на судбина. Се слагат коцки, ти што викаш, постои нешто. Постои. Трга директорот на Нимберг од Базел, од одозгора од Базел, иде према Цирих да гледа да се одлучи кој да земе играч од тие двата шпица на Грасхоперс. Турк Илмас или Молдован, двајца добри беа. И во висина на излезот на автопат на Арау, баш кај што излезот, сообраќајка. Таму е кој ќе сообраќајка, штау по 2 сата се чека. И си вика, И овој седи у кола, што ќе правам, 45 ај ќе минути гледам сат такмица. време нема, ало кај игра Арау дома. Гледај. И он дан Браво. десно, тоа ми го кажа Жорж тогаш, после ми го кажа тоа како било. Десно доаѓа на стадион точно на почеток на утакмица, а јас играм
Тоа беше неде трето коло, а ја правев операција на тетива претходно и паузирав 2,5 месеца, 3 паузирав. Фатички беше мој прв надпревар. После повредава, после операција, без припреми, без на свежина играш. На свежина играш едно по време, те држи снага, после паѓаш, нормално. Многу е лошо тоа со повреди, бе. Да. И он го гледа првото полувреме, Жорж. Ја прво полувреме, топ, феноменално. Второ дрво не видам. И ме вади тренерот после. Меѓутоа она полувреме, дадо гол, баш против Пазар игравме. Прво полувреме. Прво полувреме. Браво. Он гледа тоа прво полувреме, одма на полувремето директорот, знаеш, се знаат они, кој е вика овој, тој, знаеш, кој му е менаџер, вика, е него седи таму, ја имав тогаш Дитер Марквард, се викаше, покојен сега. Дитер Германец. Германец, он седеше тука на трибина. Оди кај него, Жорж разменува тоа детали. Не го гледам второ полувреме, вика ќе дојме вика со тренерот. Супер што не го гледаш. Добро што не го гледам, фала. Да. Свети се си оди Жорж, пошто Арао тако седина, има долен автопат, 15 минути си од Цирих. И он го фаќа второ полувреме таму да го гледа. Се вратил во Нимберг на тренерот на Магат, таму играч топ. Колку години? 30 години. Тој е стар више, сите завршуваат кариера. Да. И вика, Роналдо игра до 30. Не, добар да го гледаме. Му се јавуваат на мојот менаџер, ќе дојдеме да го гледаме. Ја втората наредна такмица уште подрво. Немам снага, тоа как, знаеш, после Чекај, тоа тетива на тука кај ногата позади, кај му да. Ево тука. Ова е тетивата. Да. И што те лупна, те рокна, што ти влегува со да, копач? ме повреди за жал сега покоен Синиша Михајловиќ. На пријателски натпревар. Што збориш? Со Лацио. Ова го знае ли некој, ако јавност? Дека има повредено ногата на Саша. Тоа тој момент на утакмица пријателска беше со Лацио. Со Лацио беше пријателска утакмица и мојот омилен клуб. Еден дуел со глава, ја прв ја удив топката, паднав оно до згора, само ме закачил. Не, сакајчи, не викам дека сакајчи, меѓутоа како шутираш? Ја играв, продолжив да играм едно време кратко и после морав да оперирам. Добро, битно се опорави, мислам, не. Ори тоа брзо. Сите викате тива. Што викаш, играш ваму дрво? Па не можеш. Втора дрво, трета подрво, четвртата више се враќам и он петата доаѓа. Баш дома ќе играм. Што ти се десило со Ликов? Да. Ептен, као по договор, која да доаѓа со Лозана. Блескаш. Дома играме 4-2 тепаме, ја 3 гола давам. Хетрик. Феликс вика, тас is meine Mann, тој е мој човек, вика. И доаѓа зимска пауза, више се планира и ние завршуваме, а они играат една недела покасно играат Германија, останаа уште да играат повише и не канат да видиме гости на стадион, да видам какви услови и се ово, и да разговараме за наши услови. После се разговара со клубот. И ја гледам, идам на утакмица на стадион, таму гледам по услови, стадиониште, 50.000 публика, добро, заврши утакмицава 1-0 тепаше Нимберг, втора лига зборам, 1-0 тепа, идеме после утакмица на вечера. Јас, менаџерот, директорот Жорж и Феликс Магат. Ја прва, за мене е Феликс Магат германска легенда. Не види, Јувентус има Јувентусирано контрашкиот клуб баш. И седиме на вечера, јас само не го гледам, не ни јадам. Он ќути не збори ништо, специфичен тип многу е чуден. Овие двајца менаџерот свој со тепо зборење, јас само го гледам, ќути изеде пицата. Почето уште малце, трна тоа, направи вака и зачута двајца. Некој професор по математика, строг некој. И вика, Саша, вика, гледаш ли денска утакмица моја? Гледам, викам. Што ти кажеш за моите шпицови, вика? Вика, многу добри, вика. Тој трчат, се борат, се тепаат на центар, на аут линија, на сегде ги има, свака час. И он ме гледа, вика, мене тоа не ми се свиѓа. И се не знам што говорам, што, зашто? Па не ми треба мене некој да се тепат на аут линија, на центар, да се трча, да клизи. Ми треба да стои и голови да дава. Ја викам, па ако е за стоење, викам, јас сум за стоење. Човекот, да? И он се насмеа тогаш, викам, ме купи со тоа реченица. А ја бев у кариера, сите знаат тоа. Нит сум брз играч, малце потромав сум, секој со килажа бе малце повише, меѓутоа техника имам. Техника и сенс кај да застанеш за да дадеш гол. И тоа го имам нюх. И тоа треба, тоа треба. И он вика, ти ми требаш, ако е за стоење, јас сум тоа. Еве, сум ќе ме видат сите. И така ме зема и ја јануари на 30 роденден, 11 јануари ја го потпишав мојот договор. Сите завршуваат кариера на 30 години, ја ја почнувам. Кажи ми сега што е со твојата како да кажам
Тука пишува 4,5 милиони марки обештетување. Пака сега. Што е со овие пари? Што е со сумава? Да, толку плати Тенис Борусија Берлин за мене, кој ме купи од добро ќе беше за Вардар, од Нимберг кој ме купи. Да, иде за клубот. Обештет, аха. Да, пошто јас дојдов во Све за клубот иде бе. Дојде ли нешто кај тебе? Си има. Процент. Да, си има тоа, наши да. Обично никогаш се кријат тие суми, но што е нормално, да, Не барам чак да ми од време на време откриваш некои цифри ќе се појават, меѓутоа кој ти каже некој трансфер бил 15 милиони. 15 милиони да, ама 10 милиони може и да за клубот. Да. Милион два за менаџери. Да. За продавање вамо, може да ќе ти остане 1-2 крај, милиони. 1-2. Нешто ќе остане, да. Што не е малку и за оваа држава супер. Не, малку, меѓутоа толку ме платија мене Тенис Борусија, пошто година и пол играв во Нимберг, влеговме на полусезона, бевме четврти, влеговме, на крај завршивме као први, влеговме у прва лига. Така. И тогаш дојде прв пат у прва Бундеслига. Она што тука сите го сонуваат, Уште да кажеме, повеќе пари внесна. сонуваш да дојдеш у една јака лига, ја успев на 30 години, на 30. Ме интересира фамилиарниот статус, додека сето ова ти се случуваш, нели Швајцарија, Нимберг и подоцна нели кај што си бил во тој другиот клуб, како беше Тенис Борусија. Тенис Борусија. Ти си веќе во брак, Така, има јас дечиња. Точно. Јас се оженив кога бев веќе у Македонија, значи у Вардар. Ги повлече ли таму или останали? Да. Мојата сопруга беше првенец на танец. Играл. Она играорка, коловоѓа. Па да. Моја коловоѓа така се вика, да, првенец, не го вика тие. Значи да, и таа беше некоја спортско музичка врска или како ќе дојде. Добро. Од која се изродија прво Ана Марија дојде, ќерка ми Ана Марија. Тоа беше Ана Марија, за малце ќе беше бугарка, тој си се породеше во Бугарија сопругата, меѓутоа задните денови одлучи да дојде во Скопје да се породи, така да Ана Марија се породи во Скопје. Додека Кисна на Бугарија. Во Швајцарија се роди син ми Доминик. А додека беше во Арау таму кај што Да, во Арау додека беше, таму се роди Доминик. Тие се сега више возрастни, ќерката е веќе мажена. Со исто така фудбалер Кире Марковски, со репрезентативец, дел од златната генерација на Македонија. Заедно со во брак. Марковски не беше еден со косица долга? Не, тоа е Калц Марковски од моја генерација. А тоа е твоја, овој да не му е нешто... Кире Марковски е сега од ова, сега што игра. Син внук да не му или нема врска? Не. Кире од зетот ми е од Охрид, Охриджанче. Так. И имаме внук Габриел. Да се здрави и живи, Нека Саша. е жив, да даде Господа да чекаме. Ќе имаш ли наследник Па сега, фудбалер? од дедо и од татко, па има некој на гледаме, 3 години е... Има сите предиспозиции што ќе му ги пружите, нели, во иднина да може да тренира квалитетно и... Од дедо нека фати малце од техниката и тој њук за гол, од тато брзината. Татко му е брз, а? Најбрз беше во репрезентација кај нас, еден најбрзи играчи. Кога играше Кире Марковски, јас не се сеќавам. Сега играше на европско првенство што беа младиве, таа генерација. Сега е во оваа генерација? Сега, да, ама сега не е стандарден, беше неколку пати повикуван. Така, у работнички во моментот е во работнички. Како играч? Како играч, да. Океј, значи сега нема веќе многу да го тупиме, што викам ја за фудбал, доволно ми раскажа. Доста, јас се евоцирам да тие спомени за заборев на многу работа, многу човек да ужива раскажуваш вака. Интересира со вако со македонскава фудбалска репрезентација. Таму беше ангажиран како технички директор. Технички директор, да. Значи дојде на повик на Илчо Георгиевски, тој беше претседател. Ова кога ти завршува кариерата? Заврши кариерата, јас останав после кариерата во Германија, останав уште 7 години, живеевме во Германија. Чекавме децата да завршат матура да направат, абитура германска, да има ќерката поготово. И после ќерката не остана таму да си живеат или да се не, ќерката сакаше да си дојде во Македонија да студира, не сакаше таму. Не е тој живот за нас. Ние што сме навикнати кафенце, друштво, слави, свадбички, она нема таму. Нема таму. Таму чекаш од петок на петок или сабота да дојде некој Бора Чорба имаше една песна ново кад суботом народњаци доđu. Да, јас кренува или како беше таа песна. Значи чека само сабота да дојде некој да се здуваш. Кога сме кај песна, морам ова да го пуштам. Се надевам Режија ќе го фати, може да го појача. Ова е песна направена од навивачите од клубот на Нимберг. Не, песна направена од
сите пејачи од Нимберг и околината, кои го сакаат Кои што клубот, го сакаат нормално клубот за тебе. Најдобрите пејачи од Нимберг и околината тие Како ги инспирираше? Дали со оној илјадити гол на Тие Кан само- што му го даде? Тие само дојдоа и рекоа ние правиме песна за тебе. Да, тој гол Авторски против Кан, права да. треба да има. Тоа ми беше драго да. Ја Добро. направија CD-то го направија верзија, не знам, повише верзии. Ова Така. верзија има Бајерн музика, Бајерн верзија, така полународна верзија, Аха. еротска верзија, они ја Вика викаат. Има Саша некако Чирич, Айнер гехт нох Райн. повише. Ајне гет нох Рајн. Што значи тоа? Уште една да влезе во голот, деме. Значи, За уште една топката се мисли. топка во гол. Уште една ќе влезе во голот. Да, дека стварно си... Ова што е као Верона Фелбуш. Верона Фелбуш е жената на Дитер Болен од Modern Talking пејач. Дитер Болен што има она познат германски пејач. Да, таа емисија има Германија, да, што има тие Ма таленти. стварно важи за легенда во Нимберг и сигурно и ден денес кој ќе отидеш таму да се појавиш на стадион, мислам дека ќе полудаш. Сега бевме скоро со зетот, пошто имаше некоја незгодна повреда, отидовме кај еден мој доктор во Нимберг да го погледне и ете прошетавме, дојавме видеме На улицата се застануваат ли уште, те препознаваат ли? Да, но отидовме на ресторант. Не си ништо многу сменет, може си победен, тоа е Да, тоа, пред нормално. 2 години бев сменет, имам 120 кила, сега сум Ага, ослаб. 25 кила, се вратив у нормална линија. Чекам магат пак да ми се јави, може од кај да знам. Ќе те викнат Затреба некоја негде, старска лига. 2-3 минути тука. Еден гол, Да ги а? заплаша малце, да. Кој ти е омилен гол? Омилен гол. Омилен гол, дали имаш твој омилен гол? Имам 263 омилени гола. Значи секој. Не двоиш. Нема Тоа се некој. деца, тоа се деца. Децата не ги двоиш. Сакаш Тоа ти се да. сите голови во Да, ја целата ги- кариера, да. 263 Ја гола. спомна таа бројка, мислам дека Не е се повише, малце. меѓутоа Не се ни да. тема. Така да не двојам, да. Има битни, побитни, поважни и поневажни, тој илјадитиот гол што го спомнуваш. На Оливер Кан Тоа е- што си тоа е му го дал. убаво, да. Најдобриот Не е нешто голман на сите посебен времиња. пенале, На сите меѓутоа времиња. Светот беше прогласен. и таа утакмица со Бајерн доаѓа, претходно тоа беше четврто коло, не пето коло. Значи прво коло ја давам 997 гол, 998, 999, си ти ги давам поред. Да, и И сега сега тоа тоа илјадитиот- коло никој не дава ништо, губиме со нула и Пенал. доаѓа Бајерн дома кај нас и сите се чека илјадитиот гол. Саша да Не го знам даде. дали имаш таму таа слика. Јас излегувам на терен, излегуваме ствари сите на терен и тогаш Нимберг, на тоа сум посебно горд. Значи Нимберг лево е таа трибината на навивачите, цел фактички трибина, дупла трибина, огромна, направено најголемо македонско знаме со тие флаери што дига тие листови. Краците? Да. Направено, да, македонско знаме. Вергината. Не вергината. Македонското знаме е направено. Али зборам со тие зимат они листовите одигат у бои добро, разни. јасно. И го составија Хореографија, знамето, тој е направено. најголемо македонско знаме направено некош. Значи, има на интернет слики. Сигурно, немам И, тука, ма ќе најдем и доле тежок. пишува, одозлова пишува Саша Чирич дај го за нас илјадитиот гол. И баш Михаил Балак од И ти Бајер викаш. како излегуваме и он знаеш како излегуваш уред Михаил вака. Балак, Да, и он ме како буцка и вика, играчиште. овие многу те сака тука. И ја викам, го прашам зашто бе, се ми чуди. Вика погледни таму. А не видов тоа. Не знаеш ти тоа. И јас се вртам и гледам цел македонско знаме. Саша Чирич, да. Солзи, тука ти дојдоа малце, тој... Не, али стварно Јаки убаво емоции. чувство, да. Не, право. И сега почнем утакмица, викам, како да го дам, јас сега голот мора некој да дам. И се игра, баш Балак 1-0 за Бајерн, гости 0-1. Дуле Петковиќ играше со нас во екипава, Дуле Петковиќ е од Београд, на Илија Петковиќ, селекторот на Србија, поранешниот син. Дуле играше 2 утакмици за Нимберг, лупна една топка од 30 метра пречка погоди, викам, со 2 утакмици у историја ќе влезе на клубот, запише со црвени слова, да се снеje. И 30 минута пенал за нас, и се знае. Тебе те фаулира или друг? Не, Јаролим, тој е еден чех, Јаролим го фаулира. Ама ти го Ома изведуваш носат топката пеналот. ми ја носат, јас така некое правило имавме, не? Чим ќе биде пенал, ако јас шутерав само, не ја кажеш земам, дека имаш, не ја земам топката, експлозивен удар. дека друг ми ја даваше. Пуна ги пукаше Никош, си. Технички како? Никош, само технички. Технички? Никош не сум лупнав. Ама изгледаше како многу... Ама таа лупнав. И ми ја носат топкава, дават, јас ставам топкава, гледам кан, идам натака 2 метра, 3 се Оливер вртам. Кан, И одеднаш од тој притисок гледа едитиот гол и викам, кан ми пораснал или голот ми се смали. Ме фати трема. Токацко ми стана овој. Срцето, Пази го имаш, пом, 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 пом. Оливер Кан го имаш пред себе. Да. Проеден голман у себе. Проеден, да. И од тие 2-3 секунди доека да тргнам, си размислуваш. Ќе се тресат нозе малце Не, вака. не, тоа него си размислуваш.
Сега да шутнам моето, ја пласирам секогаш лево, пошто сум левак, вако моја лева страна, голман од десна страна. Викам, Оливер Кан води евиденција, викам, дали води се, може и за мене води. Да бе, за мене водало на евиденција, него за големите тие да играчи, да. Па немај да бидеш. Викам да му ја цртнам она што, оп да му ја цртнам, викам ќе ми ја фати, ќе ми се смее она цел. паленка што ја вика? Паленка, да. Да, паленка. Ќе ми ја фати, ќе ми се смее цел свет. Мора викам браќе му опнам на овој селјачката. Селјачки Кумановски. Па сега ако ја Ќе фати, му па сега урве што да правам, да. И така ја шутнав, да. И сака по средина, таа ми отиде скроз десно. И он ја чепна малце, ама влезе. Браво. Од радост не може да трчам на публика, се радувам, место се радував дори. Што е со фактот дека ќе си бил и најдобриот голгетер во Бундеслигата, те зезнал Елбер? Има таков муабет за еден гол, два, мислам те зезнал, те поминал. Тоа е повторно кога се вратив и на полусезона, таму Германија кој ќе дадеш 20 гола, тоа е топ, тоа е многу. Многу, да, да. Како Зашто ќе германците даваат многу голови или сега порано во не денешно време, даваат? сега во денешно време Левандовски даваат и по 30 гола и по 30. Порано беше потешко голови се Потешко, даваат. така. И сега како трна ја 34 години. 34 и по години, викам старо магаре. И почнува сезоната и у прв дел завршува полусезоната. Елбер 13 гола, ја 12 гола. тоа На ми полусезона ја 12 гола. За еден гол. Да, ма тоа е полусезона. И сите чудо, сите пишуваа. Дури Герт Милер, не знам ако Елбер играше тогаш во Бајерн. Во Бајерн. Елбер има на утакмица А Лотар Матеус играше ли тогаш? И тоа е постар. Лотар Матеус играше првата сезона која играв, тие му беа задни утакмици. Така, тоа да, е еднаш од игравме Ептанот. против друг и така. Си играли против него, а? Да. Игравме после заедно мал фудбал Лотар игравме. Матеус, како легенда. Ревијални утакмици, мал фудбал со него игравме доста. Добро. И пишува сите Герт Милер, викаш? дали го знаеш ти? Да, како не. Герт Милер е германска, со најмногу голови што е. Како не? И Герт Милер изјава дава тогаш на полусезона и ја чувам да се што урамена ми е тоа баш го Герт Милер тоа ти го каже, го прашуваат како кој играч најмногу те посеќа на тебе од ова Бундеслига. Сите мислат Белбер или тоа. И он вика играч како мене, што најмногу ми се свиѓа и ме потсетува е Саша Чирич од Нимбург. И овие го прашуваат зашто? Зашто? Вика неговиот радиус на движење е како подметач за пиво, е како ова. Како подметач за пиво, толку вика, толку се движи. Да. Ама е секогаш подметачот таму кај што е најопасно, пред голот на противникот. Црвената Да. точка. Таму кај што е најопасно на противникот, за противникот. Браво. И таа изјава ти ми ден денес чувам горцум и на тоа. Ти нормално. каже еден Герт Милер така. И сега сите очекуваат вториот дел да почнеме да газа, ја да се борам за титула на најдобар стрелец на тие години. Али те фаќа мадар кога некој ќе те фати, повреда на примицач, доктори и отсуствував 9 надпревари отсуствува за тоа. Не е тешка повреда, него е повреда која бара време, кога си помлад брзо се залекува тој мускул, меѓутоа што постар си, ти треба се дупло време ти треба за тоа. И јас завршив на крај со 14 гола, место да се Место борам за 24. нешто. 14, али станав таа година прв добив награда Пехар. Таму се доделува и Пехар кој најмногу голови има дадено со глава. А ти со глава? 8 дадов со глава, да, и ја добив пред Кирстен од Леверкузен. А имаш еден тој цело време со глава што ги даваше голови, не како се викаше? Имаше Клосе? Не Клосе. Клозе, Марко Клозе. Да, ама он Ама беше не, имаш еден друг. Биров? Оливер Бирхов, да. Тој? Да, ама тој не играл во тој Германија, тој даваше- не играл во Германија. Добро, ја го памтам кога дете еден со глава даваше голови цело време. Тој беше. Да. Добро. Саша, ајде малце вака сега. Едно прашање кое што не интересира сите. Дали има корупција во македонскиот фудбал? Можеш ти да ми? Ниту тоа тема, уопште не сакам да навлегувам. Не Као прво, не може да докажеш тоа. Зашто еве не можеме да мрднеме? Мислам мрднавме малце, А окей, во да кој се смисла пасиравме. збориш корупција? Што значи за тебе? За мене корупција значи, например, кој одредува кој играч ќе игра, кое дете ќе го форсираат. Дали има таков момент? Во клубови Па еви во репрезентација, кој одлучува можно кој да игра? да каже председател тоа, ајде, овој играч ни треба од интерес е за клубот да го продадеме, што го разбирам. Тоа е да. Ако гледам ја дека ти си добар, сега тренерот ти става, ќе реагирам кај тренерот, стави го, Кирил, ни треба да го продадеме, земеме пари, клубот треба да обстојува да функционира. Да, тоа е бизнис. Тоа е бизнис и тоа е за мене окей. Меѓутоа, тема репрезентација многу се зборува. Сега
Еве, Не може например, да докажеш тргнавме тоа. од мртва точка, се пласиравме на европско, таму очекувано беше дека ајде, добри, тешка беше групата, скоро и ништо да не направивме, но самото пласирање во нели на европско првенство за прв пат ние како самосталена држава ни донесе многу и како нација не сплоти и привлече публика и се. Меѓутоа некако толку. Не е проблемот. Извикавме и престана работа, еве гледаме сега дека Милевски не реди некои големи резултати. Му се случи со Англија овој страшен пораз 7-0, колку Добро, се дешава. Се дешава. И ние го тепавме Лихтенштајн 11-0. Знам 11-7 или 11-0. 1-0, више Да, не е ни добро, важно. небитно, знам, Но ама дека Лихтенштајн и изгубиш- Македонија не може да ги Да. равнаш според мене, Добро. затоа што ние сме сепак фудбалска нација и од времето имало јаки фудбалисти. Пази се, ние сме мала држава. Ние не можеме стално да вадиме цела репрезентација екипа која ќе нонстоп ќе гази или ќе игра голема улога Европа. Ние мораме да чекавме долги години да се појави една селекција. Јас Да. од спортски аспект ти кажам, Австрија ја немаше 20 години у фудбалот, ја немаше никаде. Сега имат со Алаба и со нешто значи од Европа. Белгија, од времето на Шифо, Енцо Шифо, тоа беа во 80 години. Ја немаше до пред 10 години, Да. никаде Белгија немаше на мапа. Не ја рачуна. Мислам, Сега беше се тука да. трети, мислам, Сега се или више да. четврти Значи во они FIFA. чекаат одреден период да се појави една генерација. Словенија отиде на европско, отиде на светско првенство 2 пати поред, се појави една генерација, од тогаш еве се нигде ја нема. Не А и они конкурира. се колку 2 милиона, 3. Значи ние чекавме толку години, се појави една права генерација. Ја најдовме, ја собравме, ја склопивме. И почна Значи да треба се се склопат разпочне. коцкиве, да се погодат, се родат 10, 15 такви. Така. Со Боби Милевски баш тогаш кога дојдовме претходно со Вујо Станојковиќ, направивме тоа, ги најдовме правите што одговарат, тоа е мозаик што треба да го склапаш. Тоа е тоа селекторот што треба да прави. Тоа е мозаик и правото парче да го ставиш на право место. Правиот играч да го најдеш, да го склопиш, да одговара фудбалски, спортски, меѓутоа да одговара и као карактер, со менталитет и карактер и да пасува све. Тоа ни се поклопи со таа млада генерација. Сите тие за среќа направија супер убави кариери, веќе се надвор, дојдоа после во А селекцијата, истата таа Да, таа генерација. младинската која што Така, таа младинската што оти на европско каде што првенство. и ти со беше Боби, дел нели како технички што бев, да, спомнавме. ја пред тоа во А селекција, дојде целата селекција горе, со Гоче Пандев, со наша легенда, со Гоче Пандев, заедно тука беа одредени постари играчи, Нестор беше уште тука, се надополнуваа, тука направи мрве добра ситуација, извините, ама многу важно беше тука лидерството на Горан Пандев. Пошто Гоче кој ти каже нешто на теренот, тогаш некојаш тренерот ќе каже, не го слушаш ти, го игнорираш. Меѓутоа еден Гоче кој ти каже на теренот, дали е тука околу него Елмаз, дали е Барди, дали е позади некој Муслију, дали е Ристовски, било кој, сите го слуша тоа. И тоа е многу важно, таа иерархија да постои на капитен, теренот, лидер. да, и да се знае кога некој нешто ќе каже, не раштима оркестар, овој натака трча, овој натака трча. Тоа се склопи, тие коцки се склопија, го направивме тој успех, отидовме на европско првенство. Сега, нормално треба да чекаме одредено време да помине. Меѓутоа, можеби така мое размислување, некои деца можеби се заситија, може малце отидоа малце повисоко. Добро, веќе европско секој од првенство, репрезентацијава игра едно веќе друго. во некои подобри Они можеби клубови, очекуваа дека пак ќе го направите успех со тоа што пак исто така ќе играме. Не, сега више не те гледат кој ќе отидеш негде у гости, не те гледат Македонија, па да те подсена па ти да ги изненадиш. Сега викат, Македонија доаѓа, беа на европско првенство. Значи противникот те гледа со други очи. Да. Он се спрема другачие за тебе. Апсолутно е така. Така да сега тие се малце проблеми, ама се надеваме сега наредни квалификации, се доаѓа наредни што мислиш квалификации, овие ги за опишавме. така за последниве неколку години ја како дете паметам дека секогаш на табелата прв беше Вардар, тука беше Победа, беше Пелистер. Така. Сега некако почна албанскиве тимови да ги презимаат тие позиции. Еве лани мислам дека Струга 3 милион го освои првенството, ако не се лажам. Така. Тука е Шкендија, тука е Не се работи за Шкупи. албански клубови, претходно беше и Тоа е- Хоризонт Турново, ќе те споменам, ќе те прекинам. Хоризонт Турново постоеше, една екипа од Да, имаше од такво нешто. Турново во Да, близина ама имам на впечаток дека Тие албанските големите тимови се центри. по дали бизнисот тука влие, дали парата влие, дали нели Така. тоа малце ти како поискусен, постручен Значи- да твое мислење ме интересира околу тоа. Тие големите центри згаснува затоа што тие беа големи екипи.
и почна сите се тегнат да го земат, да ги земат тие клубови. И ги зема секогаш луѓе кои нити може финансиски да го он да го земе Вардар, он да го земе Перистер, он да земе Победа, Прилеп. Меѓутоа ни финансиски не е моќен тоа да го прави, нити има знаење за тоа да го прави, а не ти го дава. И он го држи до смрт го држи, до уништување. И клубот паѓа, кога ти паднеш ти од дупка, ти не можеш преку ноќ да се вратиш више горе. Треба време. Сите овие други клубови, албански, сите викат албански клубови, тоа ама вложуваат луѓе. Имаат позадина. Дестани дава милиони плаќат. Респект, значи тоа респект, било, да. респект, бе, да, респект. Едино што мене не ми се свиѓа што со тие пари можат многу повише да направат во Европа, а не го прават тоа. Затоа што таму па тој избор на играчи нивен, ајде да не влегуваме, нивна работа е. Така. Да, струга тремљум. Тој си влегува полека, си влезе прво доле у пониска лига, помало спонзорство, виде поинтересно е, малце повише ќе вложи повише, влезе у прва лига е, сега можам у Европа да отидам. Инвестирам. Па и отиде. Инвестирам, го зема Срле Захариевски тренерче, убаво, супер, склопи добра екипа. Срđan е сега тренер, а? Срле, да. Си собра екипа, отиде Европа, си ги извади парите. Да. Значи, бизнис. Тоа е тоа. Таму има луѓе кои имаат акл у глава, што викат, па си инвестираат, па си прават, барем да обстојуваат и у нашава лига, да не бидат у загуба. А вамо што се земени клубови ги земат луѓе кои ти вика не можат ни финансиски да го положат, ни знаат како да го направат тоа, а не ти го дават, го држат до крај. Значи, еден заклучок од овој општ разговор од последните минути, мислам дека треба да застанат позади секој успешен клуб, треба да има и успешни фирми, бизнисмени, има корпорации, не знам. Уште не сум ја зборил со никој, не знам дали е тоа можно, али тоа требаше можеби порано да се направи. Тоа некој моја размислување, така седев и размислувам, аби чекај, на колку фирми странски ми се дадено туку Македонија ми дадено, нели тие повластници од тие зоните им дават, не плаќат никакви давачки ово она. А знам дека сите имаат буџети за спонзорство, за реклами, големи буџети. Мојот пријател е Лукас Мюрингер од Дрекселмајер. Тоа е голема фирма. Да, има тука 7000 вработени имаат у Кавадарци и у Куманово. Точно. Знам дека Лукас, затоа што со него организиравме наградника да се прави во Неготино, малце му помогна на Тиквеш Кавадарци, пошто е од таму. Он има 700, сега им се скоро до милиони има скоро буџетот за тие рекламни кампања, да. Зашто не го условиш ти кој ќе доаѓа? Сакате да дојдете Дрекселмајер? Океј, ви ги даваме тоа кој што им го дава, да, али ти си обврзан да спонзорираш еден клуб од вашето место, на врнов ниво да го спонзорираш. Што му е проблем на него од тие? Добра идеја. 700 или 900.000, 500.000 евра за Тиквиш. Зашто е 500.000 ти да? Нека си 300. Джонсон Па Контрол. ќе го помогне. Да, Джонсон Контрол ти е тука во Скопје. Джонсон Контрол. Ти ќе го земеш, Вардар земе го, било кој. Земе го МЗТ. Пример, на врнов ниво. Добро. Има сегде такви фирми, секој може да даде тие средства да ги даде. Си прави реклама и тој, бренд си прави нешто, ги има тие средства, не одвојува ништо екстра. Знам ја цементара како, ја бев од цементара кратко таму, помагав едно време. Тоа постои уште цементар? Да, скроз во четврта лига се води како со додатно име, Рац го држи, тој е еден пријател мој. Ја го видов договорот што го склопиле тогаш кога цементарата се продаваше. Се продаде на швајцарско-грчки. Тоа се приватизираше се. Швајцарско-грчки концерн, конзорциум како викат. И тогаш беше у документот стои дека ќе дават 500.000 евра годишно, тие го имат подпишано. За клубот. Да. Швајцарците ги воделе тие разговори. После 6 месеци швајцарците се тргат, у позадина само грците ја водат цела работа и ден денеска нали ја држат цементарата. Договорот се уште си стои, тие не го исполнуваат. Ти зашто кој држава не ги притиснеш? Ајде. Да. А тоа сакам да те прашам, дали државата дава на годишно ниво буџет за македонските клубови? Би требало да дава за спортот. Тоа иде преку агенција за млади спорт. Да, преку тие ваучери, тоа е тоа дискутабилно прашање. Ваучери се вика тие, агенција спорт и млади. Значи сега да го подпомогнат. Јас сум клуб, ја те наоѓам, ти си фирма која има добро работи и сега треба на државата да дадеш, да кажеме, данок да платиш, предуцирам 100.000 евра. И сега, ја ако земам ваучер до 100.000 евра, ја го давам на тебе, ти не ги плаќаш парите, ти треба да ги платиш и така. Не ги даваш на државата, усвари ги даваш на мене. Со тоа. И ти си чист према државата. Тоа е тој ваучер систем, меѓутоа изгледа во задно време многу се манипулирало нешто. Се манипулира. Да.
Нати па ќе ми вратиш и рик. Да, бе, Кој ги Нати, знае? дај ми го. Сега муабети такви се То. и сега на момче бас не сум зборел баш на таа тема со него, ама не знам како ќе биде сега за наредна година. Ќе направат некои промени кои ќе имат контрола на тоа што како со парите. Можеби ќе биде да бидат дадени на агенцијата, па она да ги даде на клубот, знаеш, не да биде тоа Нати го даеме. Саша, за крај, што предвидуваш на македонската репрезентација? Какво гледиш ти имаш? Мислиш ли дека имаме светлинина или треба уште малце да почекаме за она што збориш да се собере онаа идеална екипа, идеална генерација? Ама јас секогаш сум позитивен тип и секогаш гледам позитивно. Оптимиста. Да, меѓутоа да не се лажеме, дека ќе го одма стигнеме или надминеме нивото на игрите и успесите на оваа селекција златна што ја викаме таа генерација, не. Која што веќе некако и во зале сега Горан Пандев си отиде. Го ќе си замина, Стефан одма се Висовски, осеќа, тој си Олигерски отиде, файл. нешто се Па скарал да, таму. има тама некои недоразбирања. Јавги. Сето тоа се интерни работи, јас секогаш викам тоа треба да се остави интерно да се зборува. Не треба ни ние да коментираме, иако нашата јавност сите сака да бидат селектори да кажуваат ова е лош, ова е лош. Оставите тоа ќе се рачисти, може ќе се смират страстиве, може пак ќе си биде он дел од Може ќе дојдат репрезентација, нови да. деца, еве видов се последниве надпревари, навистина има некои интересни дечки што Да. И има меѓутоа што се доста добри. да, еве гледам сега. Млади се, нас не е мерило секогаш тие ниските генерации. Дали тие имаат успех, дали како тие напредуваат. Значи 21 имаш успех, одма тие тоа се рефлектира во селекција. Сега чекаме пак не да има. Гледам сега Од младинската ова генерација од 17 години, не, 19 години се пласира на Нив кој ги води сега? а, Ѓоко Хаџиевски. не, Џо, Се шалам, не. која водеше таа Калантларовски. Калантларовски. Не, од Тетово, сега ме збуни, више ми блокира мозокот. Од Тетово, нашиот рече. Јакимовски ја води. Таа успеа, ја помина од тие генерации има два турнири, првиот е обичен турнир и после идеше у елитна група. Он го помина тоа, одамна не сме поминали ние тоа. Он ја помина таа првата група, со Германија беше у група, сега е у елитна група. Значи тука нешто се надзира, некои, меѓутоа јас ќе бидам само задоволен секоја генерација ние да вадиме барем по 20 играчи. Да дојдат пак десетина, тоа потешко да се склопат коцките. Меѓутоа двајца сега ова година од таа генерација. По наредна генерација уште двајца. По уште наредна тоа се 2-3 години ти ги имаш 6-8 души. Така се прави тоа. Така се прави. За да дојдеме негде после една година пак до овој успех. УЕФА ни овозможува и ФИФА со таа Лига на нации, ја имаме таа можност, ние послаби репрезентации, ние сме сепак послаба репрезентација, не сме кремот. Па нормално. Играме со тие репрезентации околу нас, тука ја имаме таа шанса, можеби пак таа е поголемата шанса да отидеме на пак едно големо збиднување. Се надевам дека ќе го доживеме тоа. Благодарам, Саша. Убеден сум у тоа. Мило ми беше што ми беше соговорник и гостин во Редкаст. Дами и господа, искрено со Саша Чирич, легендата на македонскиот фудбал. Се надевам дека ги задоволивме вашите апетити. Вие останете со нас и се гледаме во наредното издание. Чао.